Денеска во раните утрински часови се дружиме со уметницата Ана Трајковска. Имено Ана работи како демонстраторка на Европскиот универзитет Art and Design и држи приватни часови по цртање и сликање. Таа е главно насочена кон графиката како медиум. Ке слушнеме нешто повеќе за графиката, се разбира како уметност и медиум, и ке слушнеме нешто повеќе за незините утрински ритуали. Ана, добро утро и драго ми е што сте дел од нашата утринска емисија. Добро утро, добро ве најдов. Ана, како ви започнува вообичаено денот и дали може би имате некој умилен утрински ритуал? Првично да се разбудам, да го испијам кафето и ментално да се спремам за денот. Така да тој пола саат на тишина што го имам ми е најзначаен и најбитен. Да, најпотребен за да можам да функционирам во текот на денот. Дали кафето игра улога во тој дел? Па да, секако, ама повторно ќе кажам, тој момент на тишина и моментална изолација ми е најклучниот дел од мојата функционалност во текот на денот. Кој е твојот најчест избор кога станува збор за утринско кафе? Нескафе со млеко, тоа ми е стандардно. Во домашни услови, да. Дали често знаеш и поголемиот дел од работните уврски да ги завршиш во текот на раните утрински часови? Да, за жал така сум навикната и научена од сабајле таму на кај 7:30 дури 6 часот сабајле да станам и сите обрски да ги фатам, па тек некаде како постарите луѓе на кај 9 часот да ме фаќа уморот и понекога знам и во 9 да си легнам навечер. Држиш приватни часови по цртање. Дали е лесно да се одржуваат едни такви часови? Колку е личното исполнување кога знаеш дека ќе научиш некој ќе му помогнеш? Многу ми се свиѓа делот на соработка кој што го имам. Јас повеќе така ги доживувам моите часови, значи како заедно да направиме некој труд, да направиме некој цртеж, некоја слика заедно. Секако дека ми исполнува на крајот на часот, нели, кога со заеднички вложен напор ќе направиме нешто, ќе постигнеме и ќе научиме. Делот кој што најинтересен и најпредизвикувачки за мене е што јас работам од најмлади до најстари. Значи понекогаш имам група и со дечиња, понекогаш мешано со постари луѓе. Кои се потешки за работа? Па не би кажала дека не би ги нарекла потешки, се зависи до карактерот на личноста. Каков ден има личност исто така, ми доаѓаат понекогаш и нервозни, па повеќе на тоа се фокусираме да се ослободиме од таа нервоза. Така да се зависи до денот, би кажала, али најбитна е упорноста и страјноста да се да се биде креативен во овие не би кажала мрачни, али во овие хаотични денови со работа, со школа, зависи нели од индивидуата, али најбитно е да бидат вложени во тие сати по време што ги имаат. Како започна твојата приказна со љубовта кон самото слекарство? Како многу мала, поточно кога имав 2 или 3 годинки, јас кршив десната рака. И се сеќавам тогаш на мајка ми спомна дека најдобро е како детето нели да ми биде активна десната рака е да слика. И од тогаш натаму се историја. Интересна приказна. Прилично, да, така почна се. Што е она што преовладува најчесто во твоите дела? Дали е важно само да насликаш нешто убаво или пак да пренесеш некоја порака со цел да пробуди некоја емоција? Првично не се бавам толку со сликарство, значи јас сум дипломиран магистриран графичар. Најчесто се бавам со инсталации во простор, значи графиката ја изведувам на по-концептуално поле, ја прикажам, значи вон стандардните рамки на изложување на простори ја вадам. Во повеќето од времето гледам да има некоја критика во мојата уметност,
најчесто поврзано со уметникот денес, посебно младиот уметник денес, значи кои се тие потреби кои ги има младиот уметник, кои се тие проблематики низ кои што поминува, така да најчесто гледам да биде критички настроена. Али тоа не мора да значи дека цело време творам со критика, знам и понекогаш нешто да направам лично вон тоа што сум автор, значи нешто емотивно, нешто лично низ тоа што јас поминувам, така да отприлика по тие струи се движам со твориштвото. Дали сметате дека од уметност може да се заработи многу во нашава земја? Ова прашање е доста атрактивно, што би се кажало. Ова не е проблем само во Македонија, значи ова е на глобално ниво проблем, значи цела Европа воедно поминува низ овие проблематики, значи за да се биде активен автор и да имаш финансии. Многу од моите колеги, воедно и јас, работиме на повеќе места, повеќе проекти, значи едноставно повеќе работи циркулираат одеднаш за да постигнеме нешто, дали е изложба, дали во зависност на нашиот домен на работа. Би кажала дека упорноста и страјноста се клучат. Се најважни. Се најважни, да. Веќе кога ги напомена изложбите, имено ваша прва изложба е во Младинскиот културен центар во 2020 година. Да, тоа ми беше првата. Трансфигурации. Што значува самиот термин, зошто токму така беше насловена првата изложба? Така беше насловена изложбата затоа што таа ми беше првата експериментална графичка изложба, затоа што таа матрица на печат на графиката на клишето, јас создадов и релјеф, значи го извадив позитивот фактички од таа, подошло негативот го извадив од таа матрица и испадна како од рамна површина да направам фигури и затоа ја нареков трансфигурација таа изложба. Генерално после тоа повеќе се внесов во организирање на групни изложби, најчесто со моите врсници, моите помлади колеги, затоа што го видов како еден многу важен чин, затоа што ако ние помеѓу себе не си помагаме како помлада генерација, ако ние не се држиме заедно, тогаш нашата сцена не би обстоела. Стварно ми е мило што до ден денес организирам групни изложби со колегите. Воедно вклучуваме и уште помлади учесници во тие проекти, затоа што многу е важно да постои таа соработка, таа интергенерацијска соработка, затоа што дури најмалите чинови откако ќе се дипломира од факултет, затоа што понатаму тие студенти, тие млади автори немаат некоја точна насока и не постои точна насока понатаму што ќе прават ако сакаат да се бават со визуелните уметности и секоја поддршка значи многу. Што да очекуваме следно од вас? Дали може би некоја групна изложба, со оглед на тоа дека групните изложби повеќе ги преферират? Во тек се неколку изложби, од кои што една е самостојна изложба со колегата Доротеј Нишовски. Се останува да видиме што ќе биде одобрено, што нема да биде одобрено, али во тек сме на изработка на новите програмски активности за наредната година, така да остануваме во тек. Благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност за една ваква убава дружба, пиејќи го првото утренско кафе. Ви благодарам многу, ви благодарам што сум дел од оваа емисија.